И првата гостинка денес во нашето студио, секако со која што ќе отвориме неколку важни теми поврзани со медицинските сестри. Добро утро за Гордана Бешлиевска, председателка на Сдруженијето за нас, Сдружение на медицински сестри, техничарки, акушерки и стоматолошки сестри. За нас неодамна стана членка на ИФНА. ИФНА е Меѓународна федерација на сестри анестезиолози, што многумина ја оценија како историски момент за сестринството во Македонија. Ќе разговараме за значењето на ова членство, за предизвиците и можностите кои што ги отвара за престојниот конгрес, но и околу последната ваша средба со министерот за здравство. Па сигурно сите ваши колешки очекуваат да слушнете повеќе детали. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам што го подигате гласот на медицинските сестри. Многу надежни нешта кажавте за сестринството. Очекуваме дека од некаде зрно надеж постои за да може да се постават структурите за сестрите и ова вакво меѓународно признавање на медицинските сестри значи и притисок на нашите здравствени власти во Македонија, колку нашите сестри во регионот Европа и меѓународно со своите дела, односно Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри е почитувана и препознаена по сопствените остварување на стратегиите и целите во делот на едукациите на медицинските сестри и учеството на овие вакви големи настани каде што бевме препознаени и каде што условно ги добивме акредитациите и можностите за да поднесеме побарување и станеме дел од ова огромно семејство на меѓународна огромна асоциација со која што индиректно медицинските сестри од Македонија стануваат и членови во ICN, бидејќи се работи за меѓународна асоциација која што е дел од ICN семејството на медицинските сестри. Значи препознаеноста и можноста на нашето сестринство е во меѓународни светски рамки веќе и ние тоа го заслужуваме. Нашите медицински сестри тоа го докажале на многу наши конгреси кои што следствено ние во Унијата и Сдруженијето ги направивме во годиниве наназад, доколку го подигаме за цело време гласот и системски и едукативно се однесуваме за сестринската професија и просиндикално и ова се успеси кои што на вистина, како што кажав, Севане, испишуваат една историја на сестринството во Македонија. Така. Сега, ајде малку околу правата и обврските што сега се отвораат со ова членство и кои се најголемите придобивки од членството во ИФНА? Ние во 2025 година веќе имаме врвни резултати од придобивките со нашето влегување во Европската првична асоциација на сестрите со специјалистички студии, во која што сме дел. И вклучително сите активности кои што се случува през годината и големата југоисточна конференција за која што бевме домаќини и номинирани за истата, во Македонија исто зборуваше и беше резултат на сите тие наши активности кои што ние ги имавме во делот. Имав прилика во име на Унијата на Сдруженијата во Европарламентот во Брисел да го представам сестринството, каде што можевме да дискутираме за се она кое што се наши решенија и воедно и да протестирам со оваа униформа со која се надевам сега има некоја зрно надеж скоро, ако го добиеме законот и комората, да ми биде како свечена униформа нешто кое што сестрите ќе го паметат со кое што ги баравме сите овие и ги бараме сите овие права. Така да имавме една успешна 2025 година во која што покрај конференцијата, покрај симпозиумите, покрај трибините за се она што го сработивме за законот и структурирањето на медицинските сестри, имавме можност ето тоа да го споделиме во Европа со асоциациите на сестрите од специјалистичките студии. Таму се обединети сестрите од сите области, на сите специјалности, а бидејќи нашата унија и нашето здружение ги обединува сестрите од сите нивоа на здравствениот систем кај нас во Македонија, од сите специјалности, ние го имаме нашето место и во Генералното собрание, во Европската асоциација на сестри со специјалистички студии и од тука потекна и можноста и правото за побарувањето и влезот во ИФНА, големата меѓународна асоциација на сестрите од анестезијата. Имаше некои предизвици пред за членување, се бара некои посебни? Ние скоро една година разгледување на нашето побарување, каде што целокупната наша работа и нашите дела на Унијата на Сдруженијето беа ставени нормално во тие услови за прием во оваа огромна асоциација. На наше задоволство ние на 15 август ја добивме информацијата дека конечно е донесена одлука на нивото Генерално собрание. Она кое што сега го оправдува нашиот успех како резултат е тоа дека претседателката на асоциацијата Джеки Роуз од Калифорнија доаѓа ќе биде дел од нашиот меѓународен конгрес и ЕСНО конференцијата која што ја добивме како доверба од ЕСНО асоциацијата на Европската асоциација на сестри со специјалистички студии да се случува на престојниот наш конгрес во склоп на нашиот конгрес. Многу голем предизвик и многу голема чест и сигурно и признание за вашата работа. Кога зборуваме за признанијата,
ајде за кратко ќе го прескокнам конгресот, ќе се вратиме на него. Какви се признанијата дома? Имавте средба со министерот за здравство, верувам дека може да ни донесете и некои поубави вести сега. Штом се разговара, значи некако работите се движат во некоја насока, па кои би биле неколкуте сегменти кои што можеме да ги издвоиме од последната средба, а се значајни за професијата? Многу е важно дека ова наше меѓународно, регионално европско признавање го препозна министерот и ова е еден притисок меѓународен на здравствените структури, не на индивидуата како министер, затоа што ние со години наназад сме сведоци дека сите овие наши успеси и овие наши препознавања и оваа наша работа и дела во делот на едукацијата и се она што е потребно за медицинските сестри не беше толку многу препознаено. И тоа вие кога не сте во здравствените структури таму каде што се носат одлуките, не можете нели нормално да го подигате гласот и да ги носите решенијата таму каде што се. Сега имаме веќе една ситуација во која што надежна е средбата со министерот, каде што нашите решенија кои што треба да ја постават структурата на професијата по однос на озаконувањето и се она што ќе следува со истата е во еден дел на една добра соработка, со оглед на тоа дека неговата поддршка за нашите приеми и неговата радост нормално и гордо се исто ја сподели со нас, така да поддршката за конгресот, за меѓународниот конгрес, поддршката на Министерството за здравство, на целокупниот настан како таков зборува за тоа дека меѓународниот притисок го направи своето или на некој начин не донесе во ситуација да сватиме колку нашите медицински сестри значат и колку тоа многу се почитувани за својата работа која што ја работат, бидејќи ние сме веќе препознаени во собствената професија. Нашиот холистички пристап на една мултидисциплинарна дисциплина сестрите веќе ги става во една позиција на високо образовани, стручни, професионални кои што имаат потреба од свој автономен дел на работа каде што носат сами одлуки и затоа со министерот дојдовме до заклучок дека лиценцата е неминовното нешто кое што медицинските сестри треба да ја добијат и за одговорностите за кои што ги работат, односно образовните квалификации кои што ги стекнуваат за време на образованието во овој момент како што ни е структурирано образованието, да можат да ги преточат во компетенции во болниците, односно да ги следат. Зборуваме за оноа препознавање на сестрите, препознавање на нивните квалификации, се до носењето на нивните одговорности и оние, ако сакате, прекршочни мерки кои што по одговорност ве задолжуваат да одговарате за тоа дали нешто сте го направиле, не направиле или требало да го направите. Сето тоа ве обликува во еден професионалец кој што го посакува секој еден пациент. Ние сето ова го правиме и се надевам дека сетиот притисок и поддршка која што имавме од пациентите како Унија Сдружение на медицинските сестри е многу важна и дека сега ова и нашите пациенти и нашите корисници на здравствените услуги ќе го сватат како нешто дека медицинските сестри од Македонија како признаени вака во меѓународниот свет, Европа и со сето она што го работат и прават нешто кое што ја подига вредноста на пациентите. Тоа е нешто многу важно и ние се што правиме само за подигањето на вредноста на пациентите. Медицинските сестри во Македонија во овој момент се наоѓаат во една незавидна состојба по однос нели на недостатокот, по однос на непризнавањето на образованието, меѓутоа ако од некаде почнеме и ги поставиме структурите и почнеме со јавните оние нешта овластувања кои што нели треба да ја професијата да ја уредат структурно по сите нивоа, значи може нема да биде лесно и едноставно, меѓутоа ќе почнеме да ги поставуваме основните работи кои што на некој начин ќе си го оправдат тоа што ние велиме дека медицинските сестри се една инвестиција која што води кон една здрава нација. А тоа го мислат најголемиот процент од граѓаните. Сега не дај Боже, нели, секој што имал меѓутоа искуство во болница, јас сум еден од нив и секогаш кога и разговарам за оваа тема кажувам со две раце, застанувам и подпишувам за тоа колку се даваат медицинските сестри во целиот наш здравствен систем и луѓето премногу ги почитуваат, пациентите ги почитуваат, но тоа не е доволно. Уште повеќе треба институциите да прават за нив, бидејќи се навистина важна алка во целиот тој систем. Јас поминав доста време во болница да не беа медицинските сестри, ги чувствуваш како дел од семејство, не знам тоа, затоа кажав човек треба тоа да го искуси за да може вака да го каже. Овие вакви стручни настани, овие вакви големи признавања, овие дела на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри. Само ветер во грб сигурно уште поголем. Ова зборува за таа наша професионалност и начинот на кој што ние истрајуваме сите овие години да ги постигнеме нашите решенија. Знаете, многу е лесно вие да повикате и да се бунтувате и многу е лесно да ги реметите нештата или ги барате
на некој непрофесионален и неадминистративен начин. Меѓутоа, каде се пациентите во целата таа ситуација? Ние можеби многу пати во нашите незадоволства во сите овие години наназад или непоставувањата на нештата во професијата како што треба или нашето непризнавање, непрепознавање во болниците и незадоволството, можеби имало некои начини на кои што нели погрубо можеле да се барат нештата, меѓутоа кога ги имате пациентите наспрам себе, вие не можете така да размислувате. Вака се брани професијата. На ваков начин сестрите се градат и се унапредуваат. Единството е многу важно. Многу е важно дека Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри ги сплоти сите сестри од здравствениот систем во Македонија. Сестрите сватија дека местото ни е на едно место каде што се едуцираме, дека на едно место треба заедно да ги решаваме системските прашања кои што се дел од сите оние правилници во здравствените институции каде што сме и дека треба да бидеме сите заедно таму кај синдикатите каде што се решаваат сите оние права по однос на платеноста на одговорностите и задоволствата на работните места. Тоа е нешто кое што е многу важно, а ваквиот начини, ваквите влезови во меѓународните асоциации дополнително ги сплотува сестрите. Да вие за овој краток период од навистина краток, од 7 години постоење на Унијата на Сдруженијата, имате позади себе 4 конгреси, 24 симпозиуми, трибини, конференции југоисточни во меѓувреме втора конференција сега регионална на Европската асоциација на сестри со специјалистички студии, а сте неевропска земја, а како Унија, како Сдружение добивате настани кои што се од европски карактер. Имаме уште еден пример кој што би можеле да го истакнеме околу тоа, каков пример се медицинските сестри за останатите земји. Па тоа е нешто што е многу важно. Нашето присуство секаде во регионот и во Европа, каде што ние сме постојано на сите настани и големи конгреси, бидејќи ние се умреживме со сите асоциации и здруженија, и здружението е дел не само од овие големи асоциации, туку е во соработка и со сите здруженија, сакате, од блиските наши соседни земји па се до и многу подалеку, каде што сме ние дел од сите овие настани, и посебно се чувствувам гордо кога секогаш сум повикана во име на сестринството на Македонија да зборувам за она кое што се вели супримирање на хиперпродукцијата на сестрите во вонредното образование. Тоа е проблем кој што го има регионот. Меѓутоа, ние со подигањето на гласот успеавме со Министерството за образование да издействуваме макар една одлука за забрана на вонредното дошколување на медицинските сестри. И тоа во изминатите 2 учебни години, значи, беше сопрено и немаше уписи на сестри со вонредно дошколување. Но нашата информација е сега дека Министерството за образование и понатака има, да кажам, дослух на сето она што ние го донесовме како аргументи и како нешто кое што не идоликува на нашата професија на таков начин да се едуцира, и одлуката оваа година Министерството за образование ја продолжи за уште една година. Нашите интенции ќе бидат тоа да се преточи во закон. Меѓутоа и како одлука е нешто со кое што сме задоволни. Тоа е нешто за кое што ни честита целиот регион, бидејќи сите они се борат со оваа хиперпродукција. Тоа е малку различно кога имаме на некој начин преквалификации на сестрите во болниците. Ова сестрите ќе ме разберат што сакам да кажам, кога ги преквалификуваме врз основа на потребите и стручностите и стручните компетенции и преминуваат, значи, од една во друга единица ако имаат потреба во критичните единици или во делот каде што се елективните пациенти, па имате потреба да ги преквалификувате. Меѓутоа, вакви доквалификации се нешто што е болно прашање во регионот и го имат истото. Ваквата хиперпродукција кај нас е сопрена и на наше огромно задоволство тоа го бележиме како еден многу голем успех дека успеавме, значи, макар со една одлука да го супримираме. Се надеваме дека ќе се преточи еден ден и во закон, бидејќи ова значи дека не разбираат за сите аргументи и факти со кои ние најубаво знаеме за нас што е добро и што не е добро. Така, но ете, добро е што се разговара, добро е што некој го сослушува тоа и се нудат предлози, решенија. Сега сакам да се вратиме на конгресот, исто така важна алка од сите овие теми за кои што разговаравме досега, во подготовка е. Значи, ние сме пред 4-тиот меѓународен конгрес на медицинските сестри, каде што во склоп со истиот ќе се случува и регионалната конференција на ЕСНО, асоциациите со специјалистички студии. Ова е, значи, една многу голема гордост, во овој момент, значи, многу голема активност на нашето членство, на сите медицински сестри во цела Македонија. Во овој момент подготовките се, значи, веќе во, ајде така да кажам, во највисоката точка на приемот. Морам да истакнам дека за прв пат и првата конференција југоисточна и сега почувствувавме дека важноста ни е многу голема и дека овие настани се општествено важни за државата,
бидејќи и кабинетот на премиерот ни даде апсолутна поддршка за истата. Јас јавно се заблагодарувам за ова, бидејќи ова е нешто многу важно да го слушнат медицинските сестри, затоа што ние не сме се почувствувале до сега некогаш така на таков начин поддржани за вакви огромни настани, меѓутоа да бидам искрена, овие се и првите огромни обштествени од обштествена важност голема, да не речам за целата држава и за сестринството во Македонија, кој што Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри ги донесе во Македонија. Ова е посебна гордост за нас и како држава и за нас како медицински сестри. Поминавме една успешна југоисточна конференција. За жал моравме на истата да се подсетиме на се она што ни се случуваше во Кочани, бидејќи на истата ни беа представниците од сите болници каде што се лекуваа нашите деца од повредени од Кочанската несреќа. На овој голем меѓународен конгрес ги имаме нивните представници повторно, меѓутоа сега со стручни теми, прикази на случаи, ни доаѓаат над 17 држави, ни доаѓаат председатели на сите асоциации на европските, доаѓа председателот на Европската асоциација, како што ви кажав, доаѓа председателката на ИФНА. Значи, тука ни се представниците на универзитетите од Малме, од Шведска, еминентни професори од Италија, представници на Романскиот универзитет, председателката на Асоциацијата на сестрите од нефрологијата од Грција, ни доаѓаат представниците од Албанија, од Косово, од болницата Пирогов. Значи, не знам дали можеби некого од нив ќе испуштиме, меѓутоа ова се дел од предавачите кои што на нашата веб страна, на нашата фејсбук страна се објавени со сите нивни портфолија, со сите нивни достигнувања во образованието на медицинските сестри. Сите они во Македонија ќе споделат со нас што е тоа што е за нас добро. А нашите сестри од Македонија, кои што навистина јавно им се заблагодарувам за сетиот труд кој што сакаат и целокупната работа која што ја работат на работните места да ја преточат во трудови и конкурираа за конкурсот и темите им се прифатени. Искрено им се заблагодарувам за целокупната инвентивност, ентузијазам и се она кое што го прават за да конгресот го направиме да биде уште повиден, постручен. Посетеноста е многу голема од регионот и од Европа, меѓутоа нашето сестринство од Македонија ќе биде сплотено од 3 до 5 октомври во хотелот Дрим во Струга, каде што после отварањето на конгресот почнува стручниот дел на конгресот, а на 4 во сабота започнува големата европска конференција, каде што ќе ги имаме во можност да ги слушнеме сите председатели на европските асоциации со собствени излагања. Министерот за здравство го поддржа конгресот и конференцијата, го поздрави, ни го очекуваме со неговиот авторитет и со огромно задоволство, значи да биде дел од нашиот конгрес. Така да се надеваме дека после конгресот со вас ќе имаме прилика повторно да ги споделиме, да ги споделиме сите оние резултати врвни кои што очекуваме како резолуција од конгресот и од конференцијата да бидат придобивка за нашето сестринство. Секогаш неисцрпни теми за разговор со вас за оваа важна професија и важна алка во целиот медицински систем. Ви благодарам за гостувањето утрово, за тоа што ги споделивме овие нови информации. Ете, некогаш и убаво е да не се отвори темата за одлив на кадар, бидејќи сите овие работи за кои што зборевме досега ги правите за да се спречи тоа и се надевам дека во блиски иднина ќе донесеме и позитивни вести од целата таа ваша борба. Ви благодарам. Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри е секогаш подготвена со сите наши податоци и сето она кое што го работиме заедно со целокупното сестринство, целокупниот здравствен сектор, се само со една цел да ја подигнеме вредноста на пациентите. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро.